македонци кои што живеат од земјоделието. Еве да видиме најпрви нашата дилема. Со години слушаме, Македонија е плодна земја, каде и да посееш семе, никнува плод. Со години слушаме, земјоделието е нашиот спас, земјоделците се надеж за оваа држава. Една земјоделска партија, друга земјоделска партија, трета земјоделска партија. Партиите на власт не се земјоделски партии, ама од уста не ги изаѓа земјоделците и нивната прекрасна иднина сметена во партиски програми. И што се случува? Со години ги слушаме молбите и гневот на земјоделците упатени кон државата. Со години гледаме пропаднати лица, изморени тела, безуспешни штрајкови за парче леп. И што друго гледаме? Род што скапува, род што се фрла, род што државата или не го откупува, или тоа го прави за мизерни цени. Кој тоа денес сака или може да биде земјоделец, кога со цела година работа не може да си го прехрани семејството? Затоа ние прашуваме, дали земјоделецот кај нас е надеж за оваа држава или занает кој изумира? Точно така, дали земјоделецот е професија во одумирање или пак е надеж за државата? Првечер ќе дебатира на оваа тема, господин Петров, волете. Секако дека мојот став е дека земјоделците се надеж за оваа држава, меѓутоа не во ваква констелација на односи каква што имаме денеска. Сите сме сведоци што се случува со земјоделците, колку касни откупот, а кога го има колку касни плаќањето и на каков просечки стап се сведени. Јас ќе ги повикам студентите да се сетат кои се главните проблеми околу кои што дебатира Европска Унија. Земјоделската политика е можеби најзначајно прашање за кое што Франција секој пат ги крши копјата со сите останати членки и никој пат не попушта кога се во прашање правата на земјоделците. Мислам дека владата, една наредна влада, бидејќи близко се изборите, може да изгради солиден концепт и многу брзо да го заживее земјоделието и не бара многу. Ние не можеме да бидеме конкуренција на Тајван или на Америка во производство на микрочипови, меѓутоа она што го наведовте како производ кој што е типично наш, мислам дека можеме многу добро да се снајдеме во Европа и да ги користиме погодностите, бидејќи сега сме и земја кандидат и веќе ни се отвараат патиштата во таа насока. Така што мислам дека треба да се даде надеж на земјоделците, мислам дека треба да дадеме и еден оптимизам во оваа емисија дека работите може да одат на подобро. Меѓутоа само после изборите. Добро. Во твој непартиски аспект, земјоделците ќе продолжат да одумираат или има надежни за нив? Јас потекнувам од земјоделски крај, многу ми се јас работиме. Знам каде е утката во проблемот со земјоделието. Тоа не е проблем од денес или од пред 2 или 3 години, него е проблем од на непланско работење со години назад. И тука во никој случај не можеме ние да ги обвиниме земјоделците, ако државата не водела грижа, зборам од сега уште за време на бивша Југославија. Бидејќи мене ми е јасно, знам како порано грозето и виното се продаваше во конкретно тутунот. Кога требаше да се купи македонскиот тутун, па ги оценувавме и другите, за да не биде само наливното вино продавано, мора да земете и толку количина вино, ако сакате да добиете и тутун. Значи, сакам да кажам дека земјоделецот кај нас е занает во изумирање не по негова вина. А земјоделецот кај нас има многу објективна шанса да го направи земјоделството водечка гранка. Нашиот народ е трудолюбив, а работив. Значи имаме луѓе кои што сакат да работат. Меѓутоа на тие луѓе им треба здрава политика која што ќе ги насочи што треба да работат. Не може да садиме грозје кое што, да речеме, не е конкурентно на пазарот. Не може да садиме патлижани, ако знаеме дека таа година во Европа ќе има премногу патлижани. И на крајот на краиштата не смееме да имаме 3 земјоделски